Па, прво сакам од дното на моето срце да ви го честитам јубилејот, 30 години труд, работа. 30 години помина за мене баш неко ми стоат многу години, а многу брзо поминати години. Значи има тука хемија, веројатно се е добро што пласирате, што зрачите во етерот и во домовите на вашите гледачи, на сите гледачи. Како што рече Жане, тука се ја викавме струмичка телевизија. Имаше само МРТВ и телевизија ВИС. Дури се кејам кога беше распишано огласо како да се вика телевизијата од почетокот. Имаше ВИС, имаше кој други предлог? Имаше 2-3 предлога имаше на... Не, простете, не може да сетам. Можем само да ви од име на група Интервали да ви се заблагодарам на ВИС за тоа што како растеше ВИС, така растеше и Интервали. Тука некаде сме генерацијски, Интервали се малку понапред со годините, ама раставме заедно. Дадовте простор што тешко се добиваше во МРТВ. Простор да те видат луѓето на нашата струмичка телевизија. Затоа што мораат сите да гледат МТВ. Како реков, како што растевте вие, така и ние растевме со првите реклами. Баш партизански снимени, меѓутоа беа снимани и беа емитувани во етер, во присутни во сите домови. Просто можам да кажам дека обичниот народ стана не навика, него нормална работа да се пушти прво ВИС. Дома кога пушташ телевизија, пушти ВИС, што има, да. И сите оние прекрасни емисии од старата гарда на ВИС, некои луѓе што ги веќе не се тука, од постарата гарда си ти, односно, ти си уште имаш борба пред себе да допринесеш за убавата на таа телевизија ВИС. Што би одвоил друго? Допринесовте за овој регион да биде прв вајде во Републиката, да имаме приватна телевизија, беше незамислимо. Или страшно почетокот, меѓутоа луѓето што ја формираа телевизија ВИС, што ја направија телевизија ВИС, имале храброст и визија за да направат нешто што Струмица не може без тоа, без телевизија. Струмица е ВИС телевизија. ВИС е телевизија струмичка. Па најпрво да го честитам роденденот на ТВ каналот ВИС и ова е една широка вака палета јас да објаснам што низ овие години сум преживеала со ТВ каналот ВИС, бидејќи колку ТВ каналот ВИС слави, толку славам и јас. И еве можам да кажам дека сме акран ТВ каналот ВИС и Ленче, тогаш дедеска кога почнав, сега Кукич, можеме слободно да направиме еден концерт и да се го посветиме на нашиот 30 годишен јубилеј работа на ТВ каналот ВИС и јас во естрадните води, нели? Инаку, како што реков, тоа е едно големо време, каде што и убави моменти и лоши моменти преживеавме заедно со ВИС, така што јас тука почнав, моите први интервјуа беа во каналот ВИС кога јас бев девојче, па 16 години имав, толку, и имав трема, дури тогаш не знаев ни што и како ќе ме прашаат, имав толку, ми беше некако како стрес, бидејќи тоа со годините оди заедно, во почетоците јас и немав искуство, не знаев што треба да кажам, но еве како одело времето, така и ние имавме убави моменти и стекнавме повеќе искуство, така и ТВ каналот ВИС, каде што јас ги знам првите почетоци какви беа условите во ТВ каналот ВИС, кога бевме на она тераса таму во центарот на градот, колку беше чудно, смешно, но сепак беше убаво и среќно. И затоа, еве, посакувам
сите овие убави моменти вие преку вашата програма ќе ги може да ги видат гледачите, нели? А јас во мојата глава ќе се сеќавам за сите убави работи кои што сме ги преживеале заедно. Па би рекол дека голема работа е што се создаде на таква телевизија на нашите простори. Јас сум човек што сум од првите денови во оваа телевизија и би рекол голем успех е на оваа телевизија што во денешно време се одржа толку 30 години, значи ја следам колку што и постои. Се сеќавам уште кога беше во Есперанто, се сеќавам кога беше на другата локација во Бетон, па во касарните во Струмица и сега овде, каде што навистина е право место и свое место се разбира и убаво изгледа. Што да ви кажам, дека телевизија ВИС и покрај, значи многуте телевизии и овде што се создадува, би рекол и на вештачки начин, некои остана и јас многу ја почитувам ова телевизија и покрај телевизиите што ги гледаме во најмодерно време, да кажеме дека денес, еве јас имам дома над 100 канала телевизија, меѓутоа без да си ја посетам мојата телевизија ВИС, не минува вечерта, макар половина час или и повеќе. Плюс тоа, ми се допаѓа содржината на програмската содржина на телевизија ВИС, понекогаш знам да погледам некои добри интервјуа, да погледам добри музички емисии, да погледам и филмови. Значи, се на себе рекол дека на голема десетка за телевизија ВИС. Не е тоа демагогија, тоа е вистина. Значи, сакам како прво да ви го честитам тој јубилеј. Многу голема бројка. Чест ми е што еве учествувам и во тие поздрави со тие импресии кои што сакат сите учесници кои што на некој непосреден начин гостувале, поминале низ ТВ ВИС, да ви се обртам, да ве поздравам, голем респект спрема вас, спрема Калајджиев, Сузана, Наско Митров. Не знам уште на што да се присетам, на безбројните емисии со поетско читање, со награди, со таков ентузијазам влегуваат тие млади личности кои што читаа поезија. Едноставно ја навлекува публиката, едва и да почне ВИС. Јас не можам да се сетам кога почнуваше од Сабајле, дали 24 часа одеше, не можам да се сетам, но едва и чекавме да почне ВИС, тогаш се гледаше само МТВ, но кога почна ТВ каналот ВИС да емитува програма, беше вистинска револуција. И ние си ја викавме Струмичката телевизија. Друго не знам што би можела да издвојам. Учество на многу новогодишни емисии, на кујни, некои вешти, не знам што се емитуваше, се друго. Не ми текнува во моментот, вака ме фативте неспремна, не размислував многу. Ми текнува дека таа година, 91 година, беше Еда сакаш и колку многу ја промовиравме таа наша песна во тој канал ВИС, па на сите ваши локации. Каде ли не бевте и каде ли ние не гостувавме? Еве користам прилика да го честитам 30 годишниот јубилеј на ТВ каналот ВИС и на сите вработени. Не само денес, него и од самиот почеток, па се до денес, бидејќи телевизија ВИС и група Јупитер и јас соработуваме веќе 30 полни години, значи од самиот старт на ВИС. И телевизија ВИС цело време ги прати нашите подеми и успеси до ден денес. Ето да се навратиме далечната 93 година, кога го извадивме првиот албум За тебе, брате.
На тој албум Покрај за тебе, брате, беа уште 9 песни, меѓу кои 9 години, што беше голем хит. Па се сеќавам не само што правивме промоција тогаш во есперанто, на најгорниот кат, водевме разговор со вас, Калајджиев, и со Наско Митров. Потоа се сеќавам дека на Ловниот дом правивме убава вечер, не само за снимката за тебе, брате, туку целиот албум го снимавме. Исто снимавме албум, истиот албум го снимавме и во тогашен Партизан. Па до ден денес и на сите концерти, значи се што се случува со Јупитер, и со мене, и со Ленче, нашиот, да кажем, поддржувач медиумски е ТВ каналот ВИС. Заедно соработувавме за многу новогодишни емисии. И во студиото горе што беше во старата касарна, правевме емисија во студиото. Правевме во Домот на културата 2014 година, па и ова година правевме исто во Домот на културата, со избор пејачи од цела Македонија. Така да посакувам уште многу години соработка, плодна соработка, па живи и здрави, да славиме и 50 годишен јубилеј.